Dobro utro na site, kadi da ste. Veruvam ili ne veruvam. Dodeka osvojuval една опасно висока и стрмна карпа, еден планинар занесен од подвигот неприметно го стемнило. Бидејќи ноќта е ризична за планинарење, тој, искачувајќи се лизнал и паднал во провалија. Додека паѓал, почувствувал силно оттегнување на сигурносното јаже за кое бил врзан. Кога паѓањето престанало, тој останал да лебди во воздухот, а околу него биле екстремен студ и виулица. Запаѓајќи во очај, одлучил да се помоли и со сиот глас викнал: "Помогни ми, Господе!" Од небото се слушнал одговор: "Ако вистински веруваш во мене, земи го ножот од својот джеб и пресечи го јажето на кое висиш." Шокиран од одговорот кој дошол од небото, планинарот решил да не направи ништо. Следното утро спасувачите го пронашле неговото безживотно тело, смрзнато, како виси на само 1 метар од земјата. Да се зборува дека се верува и вистински да се верува во нешто, често не е исто. Ако имаме безрезервна верба и дозволиме нешто од небото да ни прати порака, сушност, да си го послушаме инстинктот, многу прекрасни работи нема да ни останат неизживеани. Доколку веќе не сте, заследете го овој YouTube канал со притискање на копчето Subscribe. Тоа ќе ви одземе неколку секунди, а за нас ќе значи многу со знанието дека утринските приказни ви се допаѓаат. Ви посакувам прекрасен ден.